Распишан е меѓународниот тендер за изградба на регионалната депонија во близина на Светиниколското село Мечкуевци. Од Министерството за животна средина потврдуваат дека од страна на Европската унија тендерот е распишан на 18 октомври. Во наредниот период ќе се отпочне со постапка во која ќе се направи евалуација на проектот и ќе се избере оператор кој ќе ја гради депонијата. Откако ова ќе биде завршено, депонијата која ќе обслужува околу 370.000 жители од источниот и североисточниот регион ќе биде готова за 2 години. Со изградбата на новиот современ систем за депонирање на отпад ќе се реши и проблемот со загадувањето од градската депонија во Кочани. Веќе втор ден екоактивисти и граѓани го блокираат патот кон Пониква, кој води до депонијата кај селото Бели. Не дозволуваат комуналните возила на Кочани, но и на околните општини да вршат дотур на смет во градската депонија. Според мене прво да се види кој има донесено одлука да од другите општини се депонира отпадот кај нас. Не ја знам причината која е. Зашто они да немат депонии, а кај нас да биде колективна? Ако веќе би морало да биде колективна, да не се случува ова што сега не се случува. Градската депонија во Кочани стана сериозен проблем за градот, откако на неа почна да се изфрла и отпадот од Виница, Чишиново, Облешево и Зрновци, како дел од врските што се наметнаа со проектот изградба на регионална депонија кај Свети Николе. Поради лошата состојба, веќе трет ден со механизација се чисти депонијата. Од општината најавија 24-часовен надзор, како и третман со морски алги, кој во минатото се покажа како ефикасен.